Имавте ли кооперативност, пошто самата антикорупцијска комисија работи на представки, при тоа собира податоци за да ги провери тврдењата на укажувачите и така натаму, со кого имавте ли соработка со државните органи, со локалната самоуправа, од таму исто така баравте податоци, кои беа најкооперативни за да финализирате некои постапки? Значи, генерално имавме соработка, меѓутоа имаше и негативни примери, да се разбереме. Значи имаше негативни примери кои што по не знам колку пати ургенци, 2 пати максимум или 3 највише, повторно не ги доставува документите и сега ние подготвуваме листа на сите тие кои што платиле казна, а не ни доставиле документи. И таа листа ќе објавиме како за крај на мандатот. Бујрум, повелете, вие медиумите ќе гледате, ќе читате кои биле тие институции или поединци кои што и покрај тоа што добиле пријава, барање за документи, ургенци и така натаму, повторно не ни доставиле. Значи имаше и такви, за жал, и такви ситуации. Знам за, го спомнавте вие тогаш случајот со чаирскиот градоначалник Сргани. Да, чаирскиот градоначалник повеќе пати за не ни дивоградбите во Чаир. Точно така, за дивоградбите. Чаир стана страшно место со дивоградбите, значи не се препознава Чаир. Тоа е една најстара скопска населба. Мене срце ме боли затоа што таму сум родена, стара чаирчанка сум. Значи, Чаир во превод значи ливада. Значи, тоа беше отворен простор со паркови, со све. Сега не личи на ништо. Сега засилено... Узурпирано до даска. Ете, значи, се што правиме е резултат на нашите мисли. Значи, тоа е смислено и направено. До таму ни е паметот.